Дефинитивно за почит и за простор во денешното издание на Македонија наутро заслужува јубилејот од 80 години на Организацијата на жени од Битола. По тој повод председателката Светлана Питковска е гостинка денеска. Добро утро. Добро утро. Убав ден имајте. Вие исто така го започувате заедно со нас официјално. Да, 80 години е бројка која што на вистина заслужува почит, заслужува да застанеме, да оставиме простори, да слушнеме како се создавала организацијата, како изминале овие 80 години. Може да започнеме прво со кога и која била целта и кога и од кого е формирана пред 80 години. Веројатно и вие сакате да ги споменате. Се разбира, затоа и дојдов тука од 4 утро во станати од Битола да видите тука како се е малку. стигне. Да сте на наше место. Да. Голема е обврската да се биде председателка на организација која што ја оформиле некои жени во 1944 година во едни многу тешки времиња, во едни многу тешки услови, кога војната што туку завршила или се уште и не била завршена, а некои жени во Битола седнале, токму така ми рекоа, натрева и се договориле, ние треба да правиме женски покрет. Бидејќи видовме дека во војната претежно беа мажите, многу од нив загинаа, многу повеќе жени останаа живи и решија да се занимаваат со женското прашање. Една од тие жени, господјата Анча Ристевска, иначе баба по мајка на нашата Каролина Гочева, е една од жените која што ја оформи нашата организација и со тоа е уште поголемо врската да се биде рамо до рамо со една таква и едни такви жени кои што во сите овие години ја водеа организацијата. Јас во оваа организација членувам 30 години, имав многу голема среќа да се дружам со таа прва членка на председателството и многу нешта да учам од неа. И кога исто вака како што вие сега мене ме прашувате, ја прашував, а тетканча, зошто ја формиравте организацијата? Што правевте? Која била мисијата? Која била визијата тогаш? Денешните модерни изрази, која е мисијата и која е визијата, во суштина и мисијата и визијата ја опфаќаат жената. И тогаш и сега. И куриозитет е дека таа мене ми одговори, драга моја Светле, ги учевме мајките да им ги мијат рачињата на своите деца со сапун. Значи, само пред 80 години сапунот бил луксус. И тоа не со сапун ваков каков што е денес милион видови, туку со самварен сапун, кој што служел и за перење и за миење. За да во сите овие години, многу веднаш после тоа, многу бргу после тоа, жените од Битола, активистките на нашата организација тогашни, нека им е Бог таму каде што се, нека ги милува, ги учеле жените дека треба да се описменуваат, дека треба да ги научат буквите. Не знаеле што се тоа букви жените, па ни мажите, но нивна задача била токму таргет цел им била жените. И за да ни сите овие години до 91 година нашата организација беше во склоп на тогашниот систем, во склоп на социјалистички, нели постоеше социјалистички сојуз, сојуз на комунисти и ние АФЖ како паралелно тело со нив за да се грижиме и работиме со и околу жените. Од 91 година наваму ние се трансформираме сами себе си во склоп на активностите на законските регулативи кои што ги бара нашата држава и тука сме за да, она што го рековте, визија и мисија, и визијата и мисијата ни се жените. Сега, визијата е каде да ги однесеме жените, што подалеку од својот мајндсет, од своите глави, она што го имаат во себе. А мисијата е секогаш да работиме со нив, околу нив, да ги освестуваме, да ги оснажнуваме, бидејќи многу од нив мислат дека им е местото само во домот и никаде на друго место. И тогаш кога ќе сватат дека и малку подалеку од домот има работи кои што треба и можат да ги прават, а при тоа да бидат општествено корисни и да направат нешто добро за своето семејство, за својата зграда, за својата улица, за своите и за тугите деца, ете тогаш ќе бидеме среќни дека нешто сме направиле. Ние, членките на Организацијата на жени.
Како ќе го одбележите овој јубилеј? Со низ активности веќе започнавте? Да. Бидејќи во октомври е оформена нашата организација, само сакам да споменам дека по повод 75 години имавме една монографија која што ја направивме, 75 години женски активизам во Битола. По повод 70 години направивме еден мини филм од 20 на 30 минути за активностите наши, а оваа година за 80 години решивме да правиме неколку настани, неколку наши активности. Еден од нив е многу интересен. Гледајќи ја состојбата со женското здравје во нашата држава, ние решивме на 40 жени рандом одбрани на социјалните медиуми да им помогнеме само со едно влегување, со еден список во нашата градска болница. Еве сега и благодарам на болницата за тоа што прифати еден таков наш предлог, да прегледаат остеопороза и мамографија и сето тоа во еден час. Сушност, тоа е најголемиот проблем, да се добие термин. Најголемиот проблем можеби е, да не навлегувам во тоа што не е моја тема, ние со еден договор со властите во нашата болница оставивме список и жените, еве денес сме стигнати до 36-та жена која што оди и се прегледува. Исто така, иста ваква акција имавме пред короната, која за жал на пола ја прекинавме бидејќи почна короната, и жените се многу среќни, многу задоволни бидејќи и ние сме понекогаш виновни и да имаме мој термин и да имаме кој да не однесе на болница за да се го видиме своето женско здравје. Многу често се случува од разни причини. Внучето ми е болно, детето треба да го носам на фудбал и да не појдеме, бидејќи за нас секогаш е последно. Да, здравствената култура е сепак одговорноста кон сопственото здравје треба да биде секогаш бројна. И уште една активност која што ја имавме во досега, во рамките на 80 годишнината, тоа е имавме промоција во четвртокот на една моја книга, моето првенче, која што носи наслов "Сексот е забава за сиромаси, богатите бројат пари". Имавме една прекрасна промоција во нашиот офицерски, велелепниот офицерски дом во Битола, со кој што ние битолчани сакаме често да се гордееме, а има и зашто. И има и зашто. Да, и во тој склоп имаме уште активности до крајот на годината, бидејќи рачунаме дека последните 3 месеци треба да бидат месеци на жената во Битола. Зошто сево ова што го кажавте е повеќе од вредно да кажеме зошто треба жените да бидат дел од вашата организација, но колку млади се вклучуваат? Ги споменавте жените во повозрастните во одредени години кои што се дел и се активираат кога ќе влезат во вашата организација. Тогаш велите се свесни колку можат да бидат општествено корисни, но колку пренесувате и на помладата генерација. Сепак ова се години кои што зад себе има работа, искуство, треба да се пренесат. Пренесуваме многу. Преку социјални медиуми, преку наши активности, преку лични контакти низ градот, бидејќи Битола е сепак мал град и сите ние се знаеме и секој знае кој што прави. Околу членството во нашата организација, факт е дека повозрастни жени членуваат во нашата организација, но сакам секогаш да бидеме начисто дека го мразаме иџизмот и многу често сакам да кажам дека моја членка, наша членка која што има 79 години, понекогаш може побрзо и полесно да направи работа од некоја која што има 40 години, од најразлични причини. Доаѓаат млади, се интересираат се повеќе, но проблемите и врските кои што младите жени ги имате се такви да можеби и не дозволуваат некој општествен ангажман и активизам. Тоа е првата причина. Втората причина е што некои сакаат, например, да членуваат во партии, бидејќи мислат младите, бидејќи мислат дека таму ќе им е полесно за одредени нивни активности, насоки и идеи. И трето и последно, можеби понекогаш младите си формираат своји младински организации во кои се чувствуваат покомотно, се своји на свое. Со таквите пак многу соработуваме на разни теми. Никогаш не сме имале проблем да кажеме дека ние, нашата организација, ќе направи некаква активност заедно со било која младинска организација од градот и тука не гледам никаков проблем. А дека нашата организација е секогаш отворена за соработка со сите и многу често кога ме прашуваат како да станам членка на вашата организација,
Јас одговарам со тоа што ме прашавте, веќе сте членка на нашата организација. Значи, со тоа што изразивте желба... И дојдете да се одржите во живот. Можете и тоа да го додадете. Да, сигурно. Поглед на активностите и социализацијата, дружењето. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам пред се што ни спочтувавте и дојдовте од Битола. Утринава. Полесно Ironman ке победев од што стигнав од Битола довде, но како да е тука. Да, но сепак тука сте, останете уште малку со нас.